Активности во рамките на проектот јакнање на етичките стандарди за поголема доверба во медиумите, подржан од владата на Швајцарија преку Civica Mobilitas, се спроведен овде, затоа што има луѓе кои што ќе имаат многу повеќе да кажат од мене. Затоа го поканувам на почеток председателот на ЗНМ Младен Чатиковски да се обрати и да каже нешто повеќе за целиот овој процес. Денес всушност промовираме еден нов договор меѓу новинарите и јавност. Така би сакал да го наречам ова, да одговори на времето во кое што живееме. Повеќе од 25 години Кодексот на новинарите беше темелот врз кој се градеше професионалното новинарство во Македонија, но светот денеска не е ист како што бил во 2000-тите години, во 2001 година. Тој се промени многу повеќе од колку што сите можевме да замислиме и од колку што сите очекувавме. Од редакции со печатени изданија и тогаш традиционалните ТВ вести, денеска веќе стигнавме до сериозен наплив на дигитални платформи, социјални мрежи, алгоритми и вештачка интелигенција која за неколку секунди, минути може да го промени или го менува текот не само на дневното новинарство, да создаде фотографија, да генерира и видеа. Основните вредности на новинарството и во 2000-тата и денеска не се менуваат и нема да се сменат. Вистината, проверката на фактите, независноста, јавниот интерес и одговорноста кон граѓаните пред се остануваат темел на оваа професија. Но мора да се модернизира начинот на кој тие принципи денеска ги применуваме и токму затоа работевме повеќе од 2 години на овој нов кодекс. Ранливо, но секогаш е отпорно и треба да остане отпорно кон притисоците. Овој кодекс за прв пат јавно се осврна на предизвиците на дигиталната ера, воведува правила за или насоки за користење на вештачката интелигенција, ги зајакнува стандардите за транспарентност, исправки и судир на интереси, посветува поголемо внимание на достоинството на жртвите, заштитата на децата, приватноста и одговорното известување во чувствителни ситуации на кои што многу често за жал бевме сведоци во изминатиот